одбраната на господинот Јордан Камчев сака да информира македонската јавност дека денес ќе поведе постапка за утврдување на незаконитост на докази и согласно член 12 и 93 од Законот за кривична постапка, а со цел остварување на уставно загарантираните права на господинот Јордан Камчев на слобода и безбедност, право на ефикасна и делотворна одбрана и на неговото право на правично судење. Тоа значи дека сите докази прибивани на незаконит начин или со кршење на слободите и правата, како и доказите произлезени од нив, не можат да се користат и врз нив не може да се заснова судската одлука. Процедурата е повредена. АНБ чекала месец дена, и во тој месец таа имало обврска да го извести Бирото за јавна безбедност и да каже дека ако е тоа така, дека постои основано сомнение дека одредено лице ќе се дадело бегство. Тие тоа не го сториле, го информирале јавниот обвинител и повторно го повредиле законот, бидејќи информацијата за јавниот обвинител она што може тие да си го дозволат е во делот на шпионажа, таксативно се наведени во законот за АНБ каде може да го информираат јавниот обвинител директно и за кои дела. И за загрозување на национална безбедност и така натака. Овдека имаме прескокнување на институции, имаме класична нелегитимност и нелегалност на доказ кој е употребен во судска постапка. Судот, ова што ние денеска го поднесуваме, иако е поднесено под наше барање за нелегитимност и нелегалност на овој доказ, можел до сега и по службена должност истото тоа да го стори. Согласно членот 70 од Законот за кривична постапка, кој е основа на неколку европски конвенции, вие морате да ми ги доставите сите докази кои одат за и во прилог и против мојот клиент. Бидејќи ова беше единствениот доказ со кој се тврдеше дека мојот клиент ќе напушти Република Македонија и ќе се даде во бегство, истиот беше класифициран како државна тајна. Но, постојат начини и процедури како тоа може и мора да се случи. Тие мора нас да ни информираат дека постои таков документ, и она што е симптоматично како различни институции во Република Македонија на иста белешка различно ја читаат. Судот чита дека ќе постои бегство во Република Бугарија и така натака, а премиерот ја интерпретира сосема поинаку и тврди дека содржината во таа белешка е сосема друга. Господинот Камчев воопшто ниту имал намера, ниту мотив да ја напушти Република Македонија. А за тоа кој, како действувал за да се дојде до ваква ситуација, јас мислам и сум уверен дека еден ден ќе одговара за тоа. По случајот на тортура, кој беше евидентен, не е она што ние го тврдевме на почетокот, и флагрантен, класичен случај на киднапирање и тортура, колку и тоа сурово да звучи, ама е вистинито, ние побаравме и предложивме од причина што знаете кога 5 дена сте без вода, нормално е на секого да му се влоши здравствената состојба и побаравме мерката притвор да биде заменета со мерка, дадовме гаранција за која се уште судот се нема произнесено во делот, гаранција за да може господинот Јордан Камчев да се брани од слобода. Се уште судот се нема произнесено по таа мерка, што чека не знаеме. Господинот Камчев беше изложен 5 дена на класична тортура од страна на правосудниот систем во Република Македонија со недоставување на вода. Не само вода за пиење, туку и санитарна вода. Ова веќе е предмет пред Европскиот суд за човекови права и предмет пред Комитетот за превенција од тортура во Страсбург. 5 дена ниту во Северна Кореја, каде што е понижувачко, нечовачко и живување врз заробените лица, не било метод на живување да се остави човек без вода, а во Република Македонија 5 дена да оставите некого без вода, само вие можете да ми кажете колку е тоа човечко и
непонижувачко. И тоа нормално дека има импликации врз целата здравствена состојба. Плацеви наводност беше дел од предметот империја. Господинот Камчев, кој е осомничен, се уште не е обвинен. Значи не е подигнато обвинение. Немаме обвинение. Значи и во претходниот притвор и сега се работи за исти предмет.